Добар ден. Јас сум Јорданка Черепналкова-Трајковска, координаторка на СОС телефонот за деца и млади при Детска амбасада Медјаши. И мене ми припадна честа да ве поздравам, да ви посакам добре дојде, да ви ги представам и соговорниците ги знаете, но сепак магистар Драги Измијанац, председател и основач на првата Детска амбасада во светот Медјаши, и доцент професор Ана Чучкова од Меѓународниот славјански универзитет, која што ја поканивме и улога на надворешен соработник во рамки на СОС телефонот, но и улога на мајка да ни прикаже како ја го доживува СОС телефонот од друг ъгъл. На почетокот ќе се осврнам на некои општи работи за СОС телефонот, дека работи веќе полни 26, односно влезали сме во 27-та година од 93 октомври, значи 26 години, и од 94-та наваму редовно одржуваме, излегуваме во јавност со новите кои што ги имаме во рамки на нашата работа, па така и оваа година. Да подсетам дека СОС телефонот се заснова на принципот на приватност, на принципот на доверливост и заштита од повреда на децата, и тоа се принципи со кои што работиме без разлика кој да се јави на телефонот. А целта ни е да обезбедиме форум каде што децата ќе можат да добијат или возрастните кои што се јавуваат за прекршени права на децата, дополнителна информација, поддршка и совет што да направат во конкретниот случај. Методологијата како ги бележиме случаите е усогласена со, бидејќи Медјаши, односно СОС телефонот при Медјаши е дел од глобална меѓународна мрежа на линии за помош на деца и младинци. Нашата методологија на бележење е усогласена со таа глобалната и истите податоци заради споредливост на глобално ниво. Секој случај се води како случај и се води како предмет. Да речам, меѓутоа комуникацијата со еден случај, односно еден предмет, може да се повторува неколку пати во зависност од потребата и договор. Така што ако се 113 случаи регистрирани во 2019 година, со нив 185 пати сме се слушнале дополнително, или заради тоа да ги известиме ние што сме превземле мерки, ако имаме некаква комуникација со надлежни институции да ги информираме, или обратно, во обратна насока тие да информираат нас во меѓувреме што се случило. Она што е веќе неколку години наназад воочливо е дека на телефонот се обраќаат возрастни, а не се обраќаат деца. Особено оваа година немаме ниту едно директно обраќање од дете до крајот на ноември 2019 година. Така што треба, тоа ни е нас показател дека треба поинтензивно да работиме на окрепување на децата да ни се обратат, и правиме обиди во рамки на другите активности на Медјаши тоа да го направиме. Од септември до ноември во тој период имавме интензивна соработка со основните училишта, па ни доаѓаат деца од прво до трето одделение на игровни активности да се запознаат со детските права и со работата на СОС телефонот. Следниот слайд прикажува каков бил ритмот на дојави во текот на извештајната година. Најголем дел, значи 69% од јавувањата се случиле во периодот од септември до ноември, при што септември е со најголем пик, 34% од сите регистрирани случаи се случуваат во септември. Тоа се должи на проблемот кој што тогаш беше актуелен, а тоа беше незапишани деца во прво одделение заради непримената задолжителна МРП вакцина, која што беше резултат на одлуката на владата заради епидемијата со МРП. Во однос на тоа, од сите случаи што не се јавуваат по однос на етничката припадност, најголем дел, односно 74% се македонци, додека 19% се роми и само 4 албанци. Ромите повеќе се дел од оние директни посети на СОС линијата, не толку по телефон,
И ова ни е повторно нам показател дека треба да превземеме нешто за да го доближиме, условите или да доближиме СОС линијата и до сите останати етнички заедници, да најдеме начини дали да се ангажираат оператори кои што ги говорат другите јазици или на други начини. Јас овде би завршила и би го поканила Драги да се осврне на главните согледувања, кои се главните проблеми заради кои што се јавуваат на СОС линијата. Благодарам. Оно што сакам да нагласам пред да ви кажам точните заклучни согледувања, бројки и проценти, околу проблемите и прекршени права на деца во Македонија, сакам да нагласам дека децата зошто не се јавуваат, најверојатно немаат доверба дека институциите на системот ќе постапат соодветно во функција на најдобар интерес на децата, немаат доверба во истите и многу често се случува под наши дојави или пак дописи институциите да бидат мобилни и да се стават тогаш дори во функција во заштита на децата и нивните права. Имаат можност да стапат во контакт со нас, имаат можност да сеат на телефон, на социјалните мрежи, да дојдат лично кај нас и да остварат личен контакт, но како што нагласив, довербата се уште ја немаат стекната. Значи, ние колку и да сакаме да ги охрабруваме да се јавуваат, децата таа сигурност ја немаат. Исто така во одреден случај исполни и анонимноста. Зашто многу често се случува кога ќе сакаме да ја загарантираме анонимноста, државните институции да бараат од нас да го пријавиме до јавувачот, што е спротивно на кодексот на работа на СОС телефонот за деца и млади при првата детска амбасада во Светот Негиш. Како што нагласи Јорданка, од 113 случаи на прекршени детски права во изминатата година, директно биле опфатени 228 деца. Оно што е карактеристично оваа година и лани е под најголем број на деца кои се случили со прекршување на елементарни права е детската сиромаштија, деца кои живеат во субстандардни услови, деца кои секојдневно се засегнати од екзистенцијата на нивните семејства, деца без извод од матична книга на родени, деца во социјален ризик и деца без образование. Тие се всушност и најмногу дискриминирани затоа што не се вклучуваат во задолжителната редовна настава, односно не се вклучуваат на време во градинка за да стекнат одредени животни вештини за да бидат отргнати од улицата и опасностите кои ги демне секојдневно. Тоа се 25% од сите дојавувачи поврзани со детска сиромаштва. Вториот проблем, како што нагласи колешката, е правото на образование и засегнатите родители кои се јавија поврзани со вакцините, каде што ние како Организација за правата на децата се обративме до институциите и сметаме дека требаше да им се обезбеди образование на овие деца на алтернативни начини, без при тоа да им биде прекршено основното право на образование. Трета, по дојави, и околу 11% се бракоразводните постапки, травмите што ги трпат децата кога родителите не можат да се договорат. Иако законот за семејство дозволува можност за договор за одеднакво видување на двата родители, многу често центрите социјална работа го даваат детето на згрижување и чување кај примарен главен родител, а вториот родител со право на видување ограничено нема можност за остварување на квалитетно остварување родителско право. Организиравме две јавни дебати, во овој период имаше една јавна дебата, втората јавна дебата во Собранието, каде што очекувавме поддршка од пратениците од Комисијата за труд и социјална политика. Ние имавме формирана и парламентарна лоби група, каде што ги подготвивме да ни дадат поддршка и законот за семејство беше подготвен од иницијативата за заедничко одговорно родителство, но не наидовме на разбирање и овој закон во претходниот парламентарен состав не го виде светло на денот. И на овој начин морам да кажам дека сите ние, како заедница, вклучувајќи ги пратениците, се соучесници на проблемот со отуѓување на детето од еден од родители. Без еднакво и квалитетно остварување на родителско право, отуѓувањето на детето од родителот го сметаме како насилна форма на комуникација на родителот со другиот родител, бидејќи знаеме дека многу е тешко дисфункционална
партнерска врска да стане функционална родителска врска, но мора да ги подсетиме родителите дека родителската одговорност е важна и по разводот на бракот. Дека со разводот на бракот не се разведуваат и родителите. Тоа се 11% од сите дојави. Следната е семено насилство, 7%. Семено насилство каде што децата се директни сведоци на се што се случува меѓу родителите и партнерите и каде што најчесто најголеми жртви се децата, независно од тоа кој го врши насилството, дали сопругот на сопругата или сопругата на сопругот. Во било кој од овие случаи детето е жртва и треба да се постапа соодветно со него. И последната, пета поред од 6% насилство во воспитно-образовниот процес. Имено знаете дека се случува насилство секојдневно во училиштата и надвор од училишните клупи. Се добива впечаток дека нашиот образовен систем се уште не е подготвен на организиран начин и да има воспитно-образовниот кадар капацитет да го надмине овој проблем. И првата детска амбасада меѓаш го препозна моментумот дека има недостаток на дополнителни градење на капацитети и вештини на наставниците да се соочат со овој проблем и работиме со нив на едукација, тренинзи, обуки, а и у меѓувреме стартуваме со одредени кампањи за подигање на јавната свест дека зборовите повредуваат и дека насилството треба да го препознаеме за да можеме да реагираме и каде што учениците често се наоѓаат во пасивна улога да ги активираме да бидат на некој начин активни за да го превенираат насилството без потешки последици по нивниот живот. Толку благодарам. Благодарам, драги. Сега на крај ја повикала и Ана, пред да ви оставам простор вам за дополнителни прашања. Ана, ние, како што реков, ви соработник и имавме ја замоливме да направи една анализа на работа на досегашната работа на СОС телефонот со цел да се унапреди што можеме да направиме повеќе за да бидеме поефикасни во нашата работа. Повели Ана, а и како родител. Да, јас бев повикана да направам анализа на досегашната работа на СОС телефон. И морам да напоменам дека сретнав таму еден тим кој што навистина се залага за правата на децата, кои што се многу мотивирани да ги опфатат сите проблеми на децата. И не би била долга, нема да одговлекувам и да го кажувам целиот извештај, би се сопрела само на најглавните проблеми, кои што воедно ова би било и апел до сите институции кои што можеле да помогнат да се реши овој проблем, затоа што всушност проблемот е технички. Не се потребни не знам какви суми, меѓутоа добивката од помошта ќе биде голема за нашите деца во Републиката да бидат опфатени. Имено направив анализа кај децата кога најлесно можат и најбрзо да стапат во контакт со СОС телефонот. Тие сепак избра мобилните телефони и најслободно се чувствуваат кога пишуваат на социјалните мрежи. Тоа е едната работа која што би требало да се спроведе во работата на СОС тимот. И другата е подршка финансиска од сите институции, тоа е од владата, во која што низ текот на годините одборот на меѓаши веќе го побарал тоа, но не добиле одговор и пуштање на слободна и бесплатна линија, која што е и мобилна и фиксна, која што ќе овозможи подобра одржливост на контактот на децата со стручниот тим. Другиот проблем, кој што според мене беше еден од позначајните, е да се воведе и меѓународна линија на која што би можела децата од други држави да се јавуваат и да воспостават контакт. Би сакала да бидат опфатени и сметам дека добро би било да се опфатат и деца кои што имаат лични проблеми, значи не деца само кои што би требало да ги сврзуваме со надлежните институции, тоест деца кои што имаат прашања околу нивниот развој, нивниот однос со наставници, другарчиња, родители, каде што не може да ги постават на секој место секаде.
Сметам дека треба да се опфатат и тие проблеми кај децата, затоа што таму постои доста обучен тим од психолози кои што би можеле да им дадат добар совет. Доколку е потребно уште нешто, Благодарам, Ана, стоиме на располагање, доколку имате дополнителни прашања во материјалите што ги добивте, накратко имате резиме од наодите на овој извештај, го имате вкупниот извештај и велете. Мене ме интересира, значи, во колкав процент од случаите покажале ефикасност институциите за решавање на проблемите, бидејќи тоа ќе биде еден вид врвување на довербата кај возрастните и кај децата да не се уваат. Значи, оно што ќе ги интересира граѓаните од вас е во колку посто од случаите ќе има разрешница и имаме разрешница до сега. Така. Прво, благодарам за прашањето. Прво е многу важно за каков вид на проблем се обраќа. Во рамки на работата ние секако имаме соработка или обраќање или консултирање со други надлежни институции, најчесто со Народниот правобранител, но и со центрите за социјална работа, некогаш се јавуваме во училиштата. Не е голем процентот каде што сме постигнале ефикасност во решавање, но тоа не значи дека може би треба да го смениме, може треба малку подлабоко да се работи, може би не се толку со едно јавување или едно обраќање или една интервенција да може да се реши случајот, затоа што може би има подолго време трае, може би се инволвирани повеќе чинители, па треба малку посистематски и посистемски да се вклучиме и ние размислуваме во таа насока да воспоставиме некаква координација меѓу сите кои што сме засегнати и секој да придонесе заради доброто на децата, затоа што и на училиштата, и на здравствените домови, и на центрите, сите што имаат директна и индиректна врска со децата, интересот е детето, значи целта на нивната дейност е детето, така што сега започнуваме една таква иницијатива да видиме кој каде во тој систем може да придонесе најдобро со цел подобри. Така што мал е процентот, не можам да ви кажам точно конкретно на прашањето колку ефикасно се решава, е мал. Ама пак велам, не е тоа, малку подлабок е проблемот, треба поинаку да се пристапи. СОС е само една алатка. Дали институциите одговараат на вашите... Одговараат, значи досега... Зашто не ги решаваат тогаш? Зашто нема ефикасност? Можам да зборувам од... Значи сме стапиле во контакт со МВР секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика, мислам дека така, одговараат, реагираат. Народниот правобранител секогаш и редовно доставува и она што е во рамки на нивната ингеренција известување и до нас, или посредно преку случаите што ни се обраќаат, гледаме дека одговараат и на граѓани кога ќе се обратат до таа институција. Исто така соработуваме со други проекти или од невладен сектор кои што работат на проблематиката, па на тој начин се обидуваме да им обезбедиме најсоодветен совет или помош на дојавувачите. Со центрите за социјална работа исто така имаме поврат на... Во принцип ги бараме да ни известат за преземените мерки кои што се во интерес и од минатата година во текот на моето искуство сме имале контакт директен со центрите за да ни информираат за определен случај, може би не е така. Оно што е битно е дека треба да се слушнат сите страни што се инволвирани во некој случај. Не е идеално и има простор за уште напредување, меѓутоа имаме повратен одговор, не е дека немаме, не имаме игнорански однос. Бројот 113 предмети дојави што ви се може да се спореди со претходните извештаи, ставате пореднување, намалување? Намалување, значи има тренд на намалување, а во првите години се бројки над 20.000. За некоја
моја среќа, јас бев исто во тимот на волонтери што работеа тогаш што туку дазе дипломиран психолог во тимот на волонтери што се јавуваше на SOS телефонот. Во тој период беа исклучиво деца и гледам типот прашање како што вели Ана. Некои проблеми кои што нив лично ги тиштат и бараат повеќе психосоцијална, да речам, поддршка, за разлика од тоа, ама не може да се споредат пред 26 години временските, обштествените, вредностните услови, она што е сега. Сега исклучиво. Изминативе години, не знам, дока имате на крајот, во прилозите на крајот од извештајот, има точно, значи, 348, да речеме, 2001, па има зголеменост некаде 2012 близу 1000, па потоа имало 2016 82 случаи, 98 случаи, така што 113 сме нешто повеќе од предходната година. Има тренд на покачување, но се малку и се велам поинаков тип на проблеми од она што на почетокот биле дојавени. Само ако сакате овие да ги усликаме горе што се табели. Да ги вратам сите? Да, и на 10 секунди менјавате.